Следен гостин во утринска на Телма е Ставре Джиков, правник, адвокат, судија и поранешен државен јавен обвинител. Добре дојдовте во студиото на Телма, господин Джиков. Добро ви најдов. Жал ми е што се гледаме во вакви околности. Да, меѓутоа сакам да изразам длабоко сочувство кон семејствата на загинатите, на повредените, а на повредените им пожелувам побрзо да оздрават. На семејствата им пожелам голема надеж и храброст во овие тажни времиња за Македонија и за нив. Целата ваша професионална кариера ја минавте во правните институции. Бевте државен јавен обвинител во еден многу бурен период 99-та, во воениот 2001. конфликт 2001. Сега од оваа дистанца и од можеби удобноста на пензионерската фотелја, иако не може никој да биде мирен и удобен во вакви тешки денови, како го оценувате пожарот во дискотеката Пулс од Кочани од кривично правен аспект? Еве слушаме надлежните институции како реагираа досега. Има 16 приведени. Вчера, според последните информации на државниот обвинител Коцевски, еден беше во јавното обвинителство, чекајќи ја одлуката на судот дали ќе биде и за него одредена Кој статус мерка ќе за го стекне во постапката? да, привремен притвор, и тројца хоспитализирани кои исто така треба да бидат испитани од основното обвинителство. Кога ќе се создадат услови, односно кога лекарските тимови ќе оценат дека е можно да бидат испитани од обвинителите. Како вие би го искоментирале досегашниот тек од истрагата и самиот случај од кривично правен аспект? И што понатаму би се случило во кривичнава постапка? Ќе зборуваме и за тоа. Да, и за тоа сакам уште еден настан и сочувство кон жртвите од модуларната болница, бидејќи нема прилика, бидејќи од такви трауми, такви последици, семејствата цел живот ги носат тие трагедии во себе, во семејството, а и во општеството во наша Македонија. Да не се навраќаме, имавме и Беса Транс изгореа. Да, и така натака, но имавме и Ласкарци, многу трагедии за жал за оваа наша мала држава. Но сепак сакам, бидејќи нема прилика. Во ова што сакаме денес да го елаборираме, значи како што и вие нагласивте, кривично правен аспект на трагедијата, но јас ќе употребувам правни термини. Тоа не е трагедија, тоа е злосторство. Ке кажам зошто и злосторство, нели? Зошто таков кривично правен поим употребувам за ова големо злосторство кое не може да се степенува. Помало или поголемо или средно, тоа е злосторство кое невини млади луѓе не страдаат, се жртви покрај дел од нив што загинуваат, дел со тешки болести и трауми се во смисла на она што е од кривично правен настан последица. Но зошто е злосторство овој настан? Гледам низ медиумите, пратам 24 часа, и вашиот медиум, и странски медиуми пратам. Пратам стручни лица во странство, како го коментираат случајот, познати адвокати, психолози, психијатри, познати врвни лекари и така натака. Мислам дека овој злостор е последица на многу коруптивни действија на службеници, на чиновници од локалната управа па се до врвот. Тоа значи до владата. Значи тука законот мора да владее за сите. Зборам не емотивно, туку рационално, разумно, бидејќи во вакви случаи професионалците, дали се судии, дали се обвинители, дали се полицајци, министри и така натака, треба многу сериозно, рационално и разумно да го согледаат не случајот, не трагедијата. Приметувате, го потребувам злосторството на невини граѓани. Добро, велите злосторство, не трагедија, меѓутоа оние кривични дела, односно можни кривични дела кои им се запретени на осомничените, досега барем оние кои ги посочуваат од јавното обвинителство се 3. Да. 3 се главни. Да. Член 292 предизвикување општа опасност со елементи од таа група на кривични дела. Значи член 288
предизвикување општа опасност, така. но надграден со член 292, Тие ако се станува врзуваат збор со за тешки последиците. дела, каде што е запретена казна затвор од минимум 3 години без максимална граница, односно до максималната дозволена од 20 години. 20 години, така е. Освен тоа, вие велите злосторство затоа што станува збор за корумпирани службеници во локалната и во централната власт. По вертикала, се што дело. Тоа е друго кривично дело, давање и примање откуп, односно давање подкуп, член 358. Да, член 358. Таму запретената казна е помала од оваа за општа тешка. Да. Значи за злосторство помала е казната отколку за предизвикување на општа. Сега ако одиме да правиме правна анализа, нели на действијата кои треба да бидат опфатени во кривична пријава, во обвинителен акт, не обвинителен предлог. Обвинителен предлог е до 5 години. Обвинителен акт е акт кој го донесува обвинителството, обвинителот што го работи предметот, значи тоа е над 5 години. Понатаму. Сега, ако дозволиш, би го објаснил сегашниот момент, како што седиме сега во студијето, што се случува со постапката. Со истрага, со распит на обвинети, со прибирање на докази. Значи, тоа е првата фаза, предистражна постапка, каде што сите треба, непристоен збор, ќе кажам, како швајцарски саат, да функционира 24 часа. Нема одмор. Јас сум бил во такви ситуации, во мојата професионална кариера, каде што нема одмор. Ни ден, ни ноќ. Видовме досега дека медицинскиот персонал, лекарите реагира максимално посветено и ги згрижија сите повредени. Во таа насока реагира исто така и со испраќање надвор. Меѓутоа, ажурна, барем така, ние добиваме впечаток дека се и обвинителите и полицијата досега. Еве вчера обвинителот Коцевски вети брза и ефикасна, а не избрзана истрага, иако имаше прашање од колегите новинари и за начинот на собирање на доказите за извршувањето на увид на местото на несреќата. На злосторството. Вие го потребувате, знаеш, не ве критикувам, туку мора така да зборуваме. Каков е вашиот впечаток во однос на, се постави прашање дали доказите може да бидат транспортирани во црни вреќи, на начинот на кој беа транспортирани? За извршениот... Тој детај не го видов, мислам за транспорт не ми падна во очи. Мене ми се најважно кои процесни дејства се преземаат. Од прибирање на материјални докази на лице место, што е гар, палежи, објектот во кој јас сум учествувал и како истражна судија на увид на запалени објекти и така натака. Не добро, туку е одлично, тежок збор употребам, што се работи тимски од страна на полицијата и колегите обвинители. И покрај тоа што има известна недоверба помеѓу обвинителството и полицијата кога станува збор на можеби од политички причини. Јас не се мешам во политиката, ви реков и кога... Меѓутоа имаше прозивки јавни за поднесување оставки во однос на тоа зборувам дали впечатокот е дека делуваат синхронизирано и има комуникација меѓу нив. По мене во овој момент, значи прв пат гледам, може и грешам, ама мислам дека не грешам, од моето големо искуство, новие тешки злосторства и така натака, прв пат гледам соработка на ниво на закон. И активно учество и координација на полиција со обвинителство, што е многу добро. Зошто го велам ова? Затоа што се што ќе се пропушти во истрагата, тешко се надоместува во активната понатамошна кривична постапка. Што ни се случува се, кој се е инволвиран во оваа истрага во моментот. Значи, покрај полицијата, покрај обвинителството, што е активно, што треба да гони, со своји налози дава на полиција, што треба да се преземе. Во овој момент, предпоставувам дека треба да се активни сите инспекцијски служби до една. Ние употребуваме збор вака лаички, да го покријат настанот, нели, да утврдат открит, не. Туку да обезбедат. Прашањето кога ги спомнавте веќе инспекцијските служби е зошто се чека да се случи трагедија или како што вие нарекувате злосторство, за потоа да се активираат и интервенираат инспекцијските служби, да делуваат пост фестум, а не претходно како чија
тие и се организирани, формирани да по делуваат закони со превентивно. нивни правилници. Значи, прашањето ми е на место, сакам пак да спомнам. Значи, таа корумпираност, тоа невладење на право, таа неодговорност на службениците во државата од сите овие сфери и таа можност дека некој ќе му прости ако направи пропуст во своите службени действија, а тоа се случува. Нели вие спомнувате се, и јас спомнам, со години некои случаи се затачкуваат. Дали од прекршачна природа, дали од кривична природа, како што ги спомнавме. Да ни пак преспомнуваме тешкиве случаи што ни се случија во Македонија. Значи, сите службеници кога одат на работното место, тргнувајќи и на полицајци, обвинители, суди, тие треба да се свесни. Ние така учиме од врвни правници во пракса. Секој подпис што ќе го стават носи одговорност. Дали граѓанска, дали кривична. Меѓутоа, таа бахатост, тргнувам во општествени, ненормални услови создадени во Македонија. Покрај мојата пракса, читајќи литература, домашна и странска, како се гледа Македонија однадвор. Значи, се доаѓа до едни квалификации и видување дека ние се движиме во светот на картели во Македонија, што е многу опасно и што степенот на сигурност на граѓаните, на стопанството, на целиот државен амбиент се заробува од тежок збор, ќе кажем, криминалци. Велите во теоријата случаи од врвни правници и авторитети дека секој службеник кога оди на работното место мора да постапува согласно законот. Впрочем, и во кривичниот законник има член за тоа. И веројатно истрагата можеби ќе биде проширена и ќе бидат опфатени и лица кои сега се уште не се за несовесно работење во службата според член 353, бидејќи не постапиле како што треба, односно... Не како што треба, како што бара законот и правилниците согласно законот. Не само оние за кои ќе биде докажано дека примиле подкуп, туку и оние кои не излегле и не си ја завршиле работата која им е пропишана, можеби да бидат опфатени и таму казната... И запретена казна... Има затворска казна од 3 месеци до 3 години. 3 години, да, така е. Сега пак да се вратиме тргнувајќи од презумпцијата на невиност, што е исто така врвно начело согласно уставот. И демократија, и правичност, и така и основното задача на обвинителството да ја обезбеди вистината, односно правдата за жртвата и за сите инволвирани, а не да најде виновници, туку пред се да ја обезбеди правдата. Каков тек на овој случај очекувате, бидејќи станува збор за исклучително сложен и тежок случај, како што и самите обвинители, суди и сите се свесни? Јас кажувам и вие како новинари, но јас како поранешен професионалец толку години, како ќе оди оваа работа? Премногу страшен е овој злостор. И овој комплициран, како да ви речам, од повеќе фактори создаден злосторнички настан. Ке може ли да се извлечат виновниците со оглед на измените во Законот за кривична постапка што ги скратува роковите или оној измените од кривичниот законник од 2023 кој е критикувани од страна на Европската Унија? Или пак мислите дека под притисок на јавноста судството, обвинителството, сите институции ќе бидат брзи, ефикасни и овој пат нема да се дозволи да се прогледа низ прсти, пред се заради загубените животи? Така е. Значи, сакам уште нешто да кажам. Столб на вистината кај професионалци, зборам суди и обвинители, ова што вие сега го спомнувате, а што е тековна постапка е совеста. Само совесни професионалци можат да си ја вршат работата. И за совесните професионалци нема време. Значи, законот пред нив, примената активна и истрагата, тоа сакам малку да објаснам, ќе се притворат лица и ќе се сослушуваат во својство на сега сите тие што се приведуваат, се распрашуваат, се во својство само на осомничени. Треба да бидат обвинети, а за да бидат обвинети треба да се покрене обвинителен акт. Се збориме на правна процедура, кривично правна процедура. Сега, што се случува во пракса? Се прават обструкции. Секој обвинет сака да се спаси. Што се случува? Тој зема бранител.
еден сегмент само адвокат. Да, од вашето искуство. Да, не само искуство, тоа е веќе и светско искуство. И што прават? Адвокатот по налог на обвинетиот, не по своја волја, ќе го тера обвинетиот, нели, за да се спаси, да прави некои законски игри, да ги ја успори постапката со цел. Тоа е правило, е искуство. Со цел да заборави јавноста, да енергијата на обвинителството, на судиите, на жртвите, од и ова денеска што дојдов, Горане дојдов во име на жртвите. Еве, јавно кажам, значи во име на жртвите и на трагично загинатите жртви, со злостор и во име на нивните семејства. Како какви се правата на семејствата на жртвите во вакви случаи и што треба да направат надлежните институции за да се обезбеди таа правда? Така е. Значи, за да се обезбеди таа правда. А да не ги спомнуваме жртвите само како формалност. Жртви, туку тоа се човечки суштества, семејства, тие се представници дел од нашата македонска општественост држава, значи покрај тоа што ќе имаат адвокати. За да не се навлезе во игра на успорување на постапката, со прекини, со раздвојување на кривична постапка за одредени, пошто ова зборуваме за повеќе обвинети лица, односно осумничен 10, 15, 20, колку ќе биде, тоа е една сложена постапка за секој судија, за секој кривичен совет. Колку време ќе треба да се формира обвинителен акт според вас? Според вашата Тоа не можам да ви го кажам, бидејќи наистина е сложен. Се зависи што ќе обезбеди полицијата во соработка со обвинителство. Ако ги собери, се збориме со претпоставки, не е пристојно, нели, да давам верување и ветување дека за една недела ќе биде Кога две. станува збор за тешки и сложени случаи, праксата што вели? Колку време е потребно генерално? Да се спроведат сите чекори во истражната постапка? Во вакој случај од месец до два. Бидејќи за се зборуваме теоретски, ние не спомнуваме ниту имиња на инволвирани досега, бидејќи ниту јас ниту вие не располагаме со никакви докази. Она што го слушаме, да. Да, вие. Извини, само еден детал ќе кажам. Сега судска медицина вршеше обдукција и идентификација. Обдукција и идентификација. Тоа се многу загинати, да речем, и така натаму. Тоа го пратам со внимание, го гледав и мојот пријател Александар Дума. Алексеј, да. Алексеј. Професорот Дума, да. Да, мој личен пријател. И учествувал во мои постапки, кога сум го ангажирал во многу тешки случаи на злосторство. Значи, сакам да кажам, во пракса се зависи од волјата на службените активности. Еве, судска медицина си го заврши случај. Во рекорден рок. Во рекорд 2-3 дена колку директорот Станков на институтот да, што е започет тимот и завршија секој што треба. Уште нешто, значи се работи тимски. И во полиција, и кај обвинителите гледам, ги видов на пресконференција покрај државниот обвинител Коцевски и тимот го видов кој и од Скопско обвинителство и од Кочанското, значи тимска работа им треба. Предвидува ли законот за кривична постапка рокови за издавање на за обвинение ако постои основан сомнеш? Или неограничен е рокот? Нема рок, бидејќи не знаете со какви докази ќе обезбедите и дали тие докази се народски, ќе кажам, ќе би зборил кривично правно, дали ќе го обстојат обвинителниот акт. Зошто? Покрај ова што зборуваме за обвинение, за обвинители, на другата страна се обвинетите и одбраната, адвокатите. Секој ќе бара пропусти во однос на одбраната, а жртвата, обвинителите, ќе мора да обезбедат да докажат дека некој е виновен. Тежок збор ќе употребим, бидејќи го употребив зборот злосторство. Кој е злосторник? Новие кривични дела кои ќе се наредат. Па и ќе има и фалсификати, што ќе нема. Но во овој период од злосторството, денот на злосторството, мора да се активираат, а гледам се активираат и стручњаци од областа на градежништво, на противпожарни. Тие треба да изготват вештачење во овој период. Зошто? За да бидат во прилог на обвинителниот акт. Да не се чека дополнителни вештачења. Зборам за да не се одложува кривичната постапка. За да се дојде до редовно судење. До закажување на
главен претрес. Како во вакви сложени случаи се обезбедува правото на транспарентност и јавност, бидејќи станува збор за голем случај и интересот на јавноста за него е нешто и нема да биде голем. прекинат со години. А во исто време пак да се почитува и правото на приватност и тага на учесниците во инцидентот, на жртвите и на нивните семејства. Тоа пак знаете на што лежи горе. Како треба да се избалансира? Знаеш ли на што лежи? Пак на совест. Има ли правила со кои се врзани и обвинителите? Не, нема правила, туку ако е истрагата во својство на, а под истрага секојаш е, значи има забрана за објавување на информации. Се зборува за објавување на информации од лична природа, од криминална природа, ме разбирате? Вие што истражувате како новинари е добро, нели? Објавувате таа и таа личност била тоа и така. Меѓутоа ние се ставам во таа улога, кога сум бил и судија и обвинител, те задолжува законот за кривична постапка, тој дел, првичен, пред истрага, да биде тајновит, со тајна. Зошто? За да не се открие пред време и да му се даде алиби на обвинетите, да може да се бранат и да употребат средства со кои ќе го обеснажат обвинителниот акт, со кој ќе го нарушат процесот на судење и нема да се дојде до правда и вистина. Сега и како адвокат ве прашувам какви правни средства им стојат на располагање на семејствата на жртвите и на повредените за да си ја обезбедат правдата во кривичната постапка. Така. Значи во оваа ситуација по сила на закон, по службена должност. Да, реков им следува адвокат. Не само адвокат, обвинителот е прв. Тој ги брани и заштитува, бидејќи се жртви. Таму пише во закон за кривичност што представува сведок, оштетен, жртва и така натаму. Значи, обвинителот е прв, пак ќе кажам што, прв адвокат по сила на законот, по статус јавен обвинител, тој што ќе го води. И сега уште нешто. За да оди по-ефикасно, а законито постапката, тоа си знаат обвинителите, ја само подсетувам, тие треба да направат тим за цел судски процес, што ќе дојде до пресуда. Зошто? Оти, ако не направи, тоа се доаѓа до пречки. Во која смисла? Човечки зборно. Може да се разболи обвинител, може и се. И ако нема со него друг обвинител да учествува во судската постапка, сега во постапка на истрага и пред истрага, тогаш доаѓа до прекид на постапката. Значи, зборувам за пречки кои треба да се отстранат пред време. Исто се однесува и за кривичниот совет. Кривичниот совет, професионалните судии таму што ќе бидат, и суди и поротници, јас сум имал случај, каде што треба да имат и втор тим, втор состав. Дали во законот за кривична постапка се потребни и измени за да ваквите инциденти од поголем раз, ваквите злосторства, како што вие ги нарекувате, или трагедија, треба да бидат брзо, ефикасно решени и да биде задоволена правдата, или пак сметате дека законот е добар, треба само да се примени и со оглед на висината на казните кои се запретени по однос на кривичните дела за кои може да бидат товарени осомничените, дали сметате дека тоа ќе значи превенција во иднина од слични вакви инциденти, бидејќи можеби лаички, меѓутоа не се големи казните, или? Не се. Треба ли да се зголема? Апсолутно. Значи, човечкиот живот нема цена. Нема цена. Дали е тоа млад човек, стар, тоа се луѓето жртви на тежок криминал. Вие не зборувам на вас, значи зборувам за судската фела, за обвинителската фела, каде што и во законот, кривичниот законник, во законот за кривична постапка, кога се осудува некој лице, нели, тој е виновен за тоа и тоа и така натака, се ставаат и формулации дека таквата осуда, казна, ќе влијае и на средината, нели, другите да не повторуваат кривични дела. Мислам дека овие запретени казни, а тие се кривично-правни квалификации, не даваат можност во системот на пенологија, на казнениот систем, издржување казна, рехабилитација и така натака, не даваат можност да се изрече казна
размерна или со стореното кривично дело. Во ваквиот случај, поочигледно е, ти на 59 изгорени лица одземен живот, на 155 осакатени лица, нели, пламени така натаму, да не зборам повеќе во тој дел на статусот на оштетените жртви, каде што се жртви и нивните семејства. Да, впрочем и министерот Тошковски најави дека јавноста ќе биде згрозена кога ќе бидат обелодени, кога ќе дојде моментот да бидат обелоденети деталите за сумите на подкуп кои така и јас слушам како се и во вие оптек се споменуваат и се вртат како можност за тој објект да добие употребна дозвола и да функционира без лиценца со години. Јас сум бил во Кочани по многу прилики. Не е пристојно на ова прилика, таму сум правил промоции на мои книги. Значи големи пријатели сум имал. Градот е прекрасен, како и секој македонски град. Граѓаните мирни, културни и хумани. И да не ве познават на улица, ќе ви кажат добар ден. Сега Македонија е страдална Македонија како држава, зборам, без емоции. Страдална е затоа што тие животи не може да ги врати. Македонија крвави. Господин Джиков, ви благодарам за оваа пригода и за овој разговор. Ќе зборуваме за други теми во... И благодарам на поканата. И сочувство до македонскиот народ.